Генералната перцепција за октроираниот систем не е само општ впечаток за состојбата, туку е факт подкрепен со практични примери низ кои јасно се воочува начинот на кој луѓето, блиски до структурите на моќта, само се адаптирале на концептот на нивна неказнивост. Никој од нив не стравува од заканата за евентуална реакција на органите на редот. Снимај ме, снимај ме, ајде, сакаш да ти ја скршам. Па шо полека. Не ми ја ометај работата, затоа што ќе те пријамо полиција. И шо ако ме пријавиш? Па ако те пријамо полиција, не знам дата може. И после зајко да не те спаси. Или Трајко. Кој е тој зајко? Па не знам кој е зајко Трајко. Слободата на политичка интерпретација на правдата, која овозможува секој од корисниците на партиската заштита да ја земе во свој раце, е аминувана од институционалните слепци, тие кои наместо професионалност на прогонот стимулираа контролирана анархија, феноменално камуфлирајќи ги сите злоупотреби, криминали, па дури и животно загрозувачки ситуации. И ним, навистина, треба да им се симне капата. Никогаш не е брза при донесување на некои заклучоци. Државниот обвинител беше перфектен до сега, по моје мислење. Никогаш не е брза при донесување на некои заклучоци. Не знам да ви кажам, меѓутоа јас немам никаква забелешка од неговата работа. Кога некој од неперфектните ќе ја утнал работата па спротивно на партиските обичаи и ќе се одважил да го применува пишаното право, на сцена стапувале лицата чии имиња биле подвлечени во министерските тефтерчиња, подготвени да ги исчистат како даруваниот кристал, Балканите политички наредби. Затоа и не треба да зачудува кога нивните челници, соочени со прашањето за одговорност, велат дека во основа сите судии треба да го познаваат правото, но тоа не значи дека мора и да го применуваат во основа. Значи сите сме ние судии, треба во принцип да сме професионалци, да го познаваме правото, да ги познаваме законите и Уставот на Република Македонија. И сите се прашуваат како ќе бидеме ние сите аут, па после тој што заслужува ќе биде избран за судија повторно. Реизборот кој барем засега е утопистичка идеја, не е потребен само поради системско луфтирање, туку поради символичната атмосфера во која под влијание на судските органи, наместо ногти, по неа, осумничените или обвинитите, слободно може да продолжат да грицкаат семки, обични или буџетски. Е сум бил на разговор. Излеговте од СЈО и влеговте утрина. Да подигнам документи. Немаме ништо процедурално више присутете. Денеска одам во СЈО по приватна работа, бидејќи не сум ни државен функционер, ни јавен функционер, останува работата да биде само моја, приватна. Ставањето на државата во приватна функција е исходот од неприкосновеноста на власта, чија неограничена моќ длабоко продрела во сите пори на општеството. Сето тоа гарнирано со незаузданоста која не само што немала контрола, туку била и потикнувана со градењето култ на личноста, создавајќи од демократската република плодно тло да стане кичеста монархија, за чие луксузирање сега треба да плаќаат генерации и генерации, на кои долгот, па и по нивно признание, ќе им биде единствената цврста врска со татковината која им ја граделе патриотите. Во однос на тезите за некаков скриен долг во износ од 1 милиарда евра, премногу е краток временскиот период во кој што имаме нова власт за да може да се утврди износ на евентуално некаков си скриен долг. И на крајот, за тие што добро знаеа што се крие, ама не сакаа да отворат устата. Фино изгледа вака кога новинари од повеќе медиуми ќе се соберат и ќе поставуваат прашања, иако за волја на вистината изминатиот период сликата беше малку поразлична. Голем дел од присутните овде доаѓаат од медиуми кои практично слугуваа на претходната владеачка гарнитура. Карактерот и менталитетот тешко се менуваат. Тој што еднаш бил, веќе не може да биде ништо друго освен слуга.